Многу ни е драго дека во Прилеп се одржува веќе по четврти пат и баш оваа година сакавме да бидеат сточарите во фокус, бидејќи без нив би немало смисла постоењето на стоката, би ни биле празни селата и сакаме како Slow Food да бидеме еден вид на мост помеѓу сточарите и институциите, да им помогнеме за подобро да можат да се снајдат во лавиринтите институционални, но исто така да бидеме и мост помеѓу производителите, сточарите и купувачите. Колку ваквите саеми кои што се организираат и помагаат на малите производители за промоција на нивните производи? Сметам, треба да ги има повеќе. Да, сметаме дека ваквите настани се од голема важност за малите производители, затоа што ова е еден, па да не речам и од единствените начини, ова може би и пазарите, каде што можат да ги представат своите производи. Колку од каде имате учесници, сточари на заемот? Имаме учесници од Прилеп, од Битола, имаме од Мариово и баш поради Мариово е и фестивалот тука. Единствениот заем вако или од овој вид фестивал е единствен во Македонија. Почитувани медиуми, денеска сум на овој настан кој што го организира Slow Food Прилеп. Ние како министерство ги поддржуваме ваквите настани преку програмата за рурален развој и не само во Прилеп, речиси во цела држава. Интенцијата, заложбата на Министерството преку финансирањето на вакви манифестации да се промовираат домашните преработки на земјоделски производи, да се развија локалниот туризам, да се поддржуваат здруженијата кои што постојат на ниво на држава, се со цел оваа промоција да добие една сериозна традиција во наредниот период. Знаете дека согласно ветувањето од минатата година и финансиската поддршка кон сите здруженија за оваа година зголемивме на 200.000 денари по корисник, што мислам дека дополнително ќе ве стимулира, а и самата гледка овдека на овој настан гледаме дека една сериозна организација каде што можат нашите сточари на денешниот настан конкретно да си ги промовираат своите преработки од земјоделски производи. Инаку кога зборуваме за сточарството, владата предводена од ВМРО ДПМН и премиерот Христијан Мицкоски изминативе 15 месеци покажа дека навистина земјоделството ќе биде во фокусот на и приоритетите на работењето на владата. Знаете дека од програмата за финансиска поддршка од 25 година речиси за 50% се зголемени поддршката кон македонските сточари, затоа што сакаме на нашите полици да се продава македонско млеко, македонски преработки, сирење, кашкал и се останато кој што ги имаме, а со тоа и да го збогатиме, односно зголемиот сточниот фонд кој што го имаме во нашата држава. Почитувани медиуми, посебна чест и задоволство е Прилеп да е домајчин на една ваква манифестација. Голема благодарност до Slow Food Прилеп и Slow Food Македонија, кој што по четврт пат во нашиот град се организира. Самите гледате колку е збогатено од секоја година во година, е побројно присуството. Имаме голем асортиман на производи од нашата општина, поточно Предел, каде што руралните места нудат здрава храна. Со ова ние влијаеме и на ревитализирање на селата, односно ги стимулираме да произведуваат што е можно повеќе нивни производи. Посебен акцент даваме на сточарите и млекопроизводителите, млекопреработувачите, кои што масовно учествуваат на нашите штандови. Ги поздравувам организаторите, голема благодарност и министерот денеска што не посети, се со една цел, навистина да дадеме еден импакт на сето ова, да биде пример како може да се развива оваа гранка која што ќе допринесе за збогатување на економијата, но и стопанството се разбира во нашата општина.